Ти реков? Ми рече. Ти реков? Ми рече. Добро вечер на сите, добро дојдовте во уште едно издание од вашата омилена емисија Ти реков ми рече. Дали сте спремни да го запознаете животот на една од најпосакуваните македонки, првата мис на Македонија, една од најпопуларните наши водителки и мој голем идол Вера Мештеровиќ, еден од најпосакуваните мажи во Македонија, најбавиот и најталентираниот фотомодел Филип Петровски. Така да стремете се за одлична журка, вашата омилена емисија Ти реков ми рече, поддржана од најдобриот онлайн секс шоп или продавница за играчки за возрасти Love Guru. Тие го имаат нивното мото, најголем избор на играчки за возрасти, дискретна достава низ цела Македонија и производите ги добивате во дискретна неомбележена амбалажа, анонимни играчки кои што ги имате од најпознатите брендови како што се Lelo, Lovens и многу други светски познати брендови за играчки за возрасти. Имате и супер квалитетна долна и горна облека и најголем избор на кеглови топки. Така да уживајте и со Love Guru, а уживајте со Ти реков ми рече, започнуваме веднаш. Метрополис, број 1 радиомрежа. Вистина сум среќен што си во Ти реков ми рече, навистина изгледаш предобро. Очиде на модна емисија што гостува и Филип Петровски. Како си, Филип? Одлично е, бе. Ти дојдовме малку на гости. Да видиме што е двајцата сте во црне па во кафе. Малку не боиш. Ние малку се стопиме со. Па малку доближете се, што се Филип, што се срамиш? Не, тука ми е удобно се подправ така да се акнав. Дефинитивно не е удобно затоа што Метрополис радио ни го возможува како наш генерален спонзор. Имаме и нови пријатели, а тоа се Love Guru, најдоброто место за одлични играчки за возрасти и одлична навистина забава ви пружат и Love Guru и најдобрите производи Сиора органска козметика и најдобрите и најбрзите електрични велосипеди, тротинети и мотори само на едно место во All Electric. Уште еднаш добре дојдовте во Ти реков ми рече. Фала ти, Давид. Како сте? Добро, одлично. Како што кажав и на самиот старт, ова ќе биде една модна емисија со оглед на тоа дека Филип ти се занимаваш и со мода. Така. Се занимаваш со мода, беше бренд амбасадор на многу наши компании, работеше со на Лука, така ли беше? Работев со нив добри 2 години мислам тука дека. И после продолжив со Филос, со Формен и со Квин. Така да нив си ги држам онака кроз цело време. Браво, ти си модел? Па може да се каже, повеќе работам со Инстаграм, земав апарат, или сам си правам слики, сам си правам видеа, така да може. И тоа дефинитивно го правиш најдобро. Како што направи Вера пред многу години, 17 години во тоа време 1996, малце по-конзервативно време, изјавува желба, јас сакам да бидам мис на Македонија. Па не изјави баш јас, така. Некој го пронајде во тебе твојата менца. Твојата убавина. Добре, чисто пати сум го кажала, меѓутоа еве бидејќи си од помладите новинари, јас практично на изборот бев пријавена од моето семејство, не ни бев во Македонија. Тоа е реткост. Тоа е реткост. Меѓутоа да, со сцената телевизијата сум од мали нозе преку балетот и фолклорот, кој што ги негував од детството, така да во однос на тој дел на сцената и пред да бидам мис не ми беше страно. Но потоа 96-та бев мис на Македонија, прва мис на Македонија која што представуваше нашата земја на мис на светот, кој што е еден од најстарите избори, прва мис на светот кој што е европски, а потоа доаѓа мис на Юниверс кој што е американски. Браво. И можам да кажам, навистина ми е жал што да речеме во тоа време не постоја толку многу социјални мрежи и сето она кое што како денеска се следи. Дали тогаш патот беше потежок или денес е патот потежок? Мислам дека патот секако е тежок. И во тоа време и денеска не е лесно. Денеска на пример може во даден сегмент да биде и многу потежок, бидејќи некако е, се е достапно. Затоа велам, секој време се има плюс или минус. Така е. Но лесно нема. Нема за ни една работа лесно, па уште повеќе кога станува збори за медиуми. Апсолутно си во право. Кога све кај медиуми, Филип, ти дали нешто сакаш да се занимаваш како помлад со медиуми, со оглед на тоа дека си убав маж? Искрено не, јас цело време санјав да бидам само онака уметник, дали ќе цртам, ќе имам изложби, дали глумец ќе бидам негде на некој филм, али вака баш да бидам нешто водител или слично, не. Ме интересира со оглед на тоа, сакам да видиме како мотивација нашата публика, вели и тебе ќе ти го поставам слично прашање. Ме интересира за твоите почетоци, за твоите предизвици. Со какви предизвици си имаш ти соочено со твојата работа? Како модел?
Па искрено јас не мислев дека ќе го работам. Ова отидов во Србија и после тоа тука се деси еден ТВ, ме коментираше Сергеј. И од тогаш преку ноќ ми се качи така да имам повише фоловерси. После тоа се вратив, гостував кај нив во телевизија и така почна се. Од телевизија на телевизија, Инстаграм, слики. Не дека беше лесно, но ете, ми беше интересно и убаво. И така продолжив. Кога сме ке Сергеј, ти имаше тебе напаѓано во неколку изданија. Да, со Сергеј сме долгогодишни пријатели, се познаваме. Да, и тоа воопшто не го доживувам онака нешто како личност. Сите имаме вкусови, кога станува збор па и за модата. Иако многу трендови се денеска веќе не ни знам точно кој е најактуелен тренд, мислам дека денеска веќе модата достигна одредено ниво како во смисол и луѓето како се чувствуваат, така да се облекуваат, дека нема конкретно сега дека мора да се носи жолта или црна боја, туку е прашање на стилот на личноста во даден момент како сака да се презентира. Во тој одреден момент на Златна бубамара кога ја добив на наградата во 2019 година, Сергеј имаше своја емисија поврзана со модата и скоментира дека сум била како плав букет. Мене тоа ми беше многу сладко и во овој момент. Не те ли повреди да таков Не, безобразен коментар? Не. Јас ти кажав, значи долгогодишни сме пријатели, од мој први реви, први снимања, тој ме подготвувал во неговото модно студио и мене тоа навистина онака ми беше сладко и шармантно, бидејќи го можеби повеќе беше критика за оние кои што го са го шиеле, го креирале фустанот, отколку самата критика како за мене или за оние кои што ме подготвиле. Но кажав индивидуално, јас на пример на самата себе се допаднав, на многу луѓе се допаднав, а и на многу луѓе и не се допаднав, затоа велам. Тоа е како за мене кога зборуваме какви за вкусови, некој сака да јаде солено, некој благо, некој луто, така да За вкусови не се расправа, брзо затоа што со оглед на вашето време, а една моја грешка нека остане тајна, не мора секој нашите гледачи да знае. Кога сме кај вкусови, дефинитивно за вкусови не се расправа, но секој има право на свој став. Ќе изиграме на брза игра, ако ми дозволите, што е поентава во оваа игра? Поентава е да ми кажете вие вашиот став за овие наши јавни личности, како се облечени, кој ви е подобар, може ли? Може, да. Ајде ќе започнеме со Вера Филип, затоа што е женско, а тоа што наскоро и роден ден, тоест ти беше роден ден кога ќе се емитува оваа емисија во март. Па и мене ми е во март исто, јас сум роден. На 6 март си ти. Да, риба си во хороскоп. Да, риба. Ќе збориме подоцта и за рибите. Кога ти бе роден ден? 18. Тебе ти е 6. Да. Значи тебе ти беше роден ден, да. Мене ми беше. Да. Ќе зборуваме на таа тема, но веќе кога зачитавме темата за мода, ајде да видиме вака сега ние во воздухот и гледаме сликиве. Добро. Да, гледате се, како се вика Зоки Фаци што ни е убав. Што мислите за Зоки Фаци? За Зоки Фаци овој стил ме интересира. Па он е шоу. Сам по себе мислам Да. дека си е шоу и дефинитивно одговара на карактерот и на ликот што го презентира. Мислам дека Конкретно овој стил дали ти се свиѓа? Од комфортна зона можеби за менталитет како што е Македонија. Аха. Во однос на сето она кое што е надвор нашите граници, мислам дури дека е и обично. Филип, мислам дека имаш дефинитивно спротивно мислење на Вера. Мислам дека не ти се свиѓа овој стил. Види, Зоки е шоу човек, он е многу добар човек, го знам многу одамна и го знам и лично, се дружиме и се тоа. Он е топ како се носи, но малце да припази на сликите, на композиција и на све тоа, пошто знаеш, не може да исечеш нога, да има некоја целина на Кој ти е подобар? Вера тебе ке те прашам, кој ти е подобар? Зоки Фаци или Сергеј Варошли? Кој се облекува подобар? Сергеј Варошли. За мене ми е дефинитивно Сергеј знае како. Сергеј ми е онака баш од секој Цело време и среден и све тип-топ. Да. Кога сме зборувавме преска телевизијата, дефинитивно подоцта ќе зборуваме подетално на таа тема. Да искористам оваа прилика да ја поздравам мојата една од најдобри другарки Милена. Така е, поздравам јас, мојата колешка, една од така е. милените, така, токму и Цеца ние неодамна во тимот на Здрава Македонија на Канал 5 и супер соработуваме, те? Тоа го знам дека сте супер. Ме интересира, која од овие два станици, која ти е подобра, Милена или Цеце?
Сега Цеце тука е подготвена за Златната буба Мари, еден друг аутфит, а ова е... Сега не си ги одбрал Онака советот. баш. Милена, ова е за утринската програма подготвена и двете ми се супер подготвени, не би можела да одбрам. Значи ти Не допаѓа подред- Цеце? Да, не, ми се допаѓа Добро, Милена. кога сме кај Видите, утринска емисија, еве и двете овие дами се подготвени за утринска, еве е Милена, Да, овој стил на Милена или па Јелена Спенчарска, која ти е подобро облечена? Милена. Добро. Зошто Милена? Па затоа што Милена, мислам дека многу повеќе така обрнува внимание, навистина се труди, е посветена на тоа не само на подготовките во однос на емисијата, туку и во однос навистина на изгледот. И ете, чисто поради тоа. Јелена нема многу можности од како сум дојдена во телевизија баш многу да поминам време и не знам многу за незините навики, така да во тој дел и не можам, затоа ја одбирам Милена, не по некоја причина, туку затоа што малку повеќе ја гледам во телевизија и малку повеќе вакво гледам како се подготвува и колку посветува внимание на изгледот и она како ќе се појави пред камерите. Апсолутно си во право, те разбирам, а ме интересира за Мија Костова, мислам дека се вика, или па овој стил, или па Лила Филиповска, која ти се облекува подобра? Не мора еве се конкретно за сликите што ги гледаме, вака воопшто, која ти се облекува подобра, Лила Филиповска или Мија Костова? Па различно е сега, намислам дека бираш вака, меѓутоа ми е повеќе да речеме во оној дел инфлуенсерски каде се појавува. Лила се појавува на различни светови се. Лила се појавува на телевизија, има своји квизи, секој пат е прекрасно облечена. Соработник е, нејзин соработник е исто и мој соработник од Елена Лука и е безпрекорна на било кој настан кој што ќе се појави во однос на другата која што ја кажуваш, не сум имала многу можност да ја видам во однос на нејзини настапи, исто така каде била водителка, одлично Мија Костова била облечена, во однос на сите нејзини настапи секако била средена, дотирана, во однос на она кој што го презентира, зашто ја ангажирана, тоа го прави безпрекорно, така да не можам ништо лошо да кажам. Дефинитивно си риба во хороскоп, аплауз за риба во хороскоп. Филип, те мола малце, немој да бидеш риба и ти. Сега вака, биди ми конкретен, која ти се облекува подобро? Маријана Стонековска или Вера Миштерович? Сега тешко прави базим што ќе кажеш сега. Ајде да кажам Маријана ипак. Мола? Па Вера е тука. Што? Маријана? Зашто? Чекај. Не се сконтавме сега. Збориме за неизе. Така е. Која ти се облекува подобро, Маријана или Вера? Не, Вера, пошто ипак не. Добро. Соработувавме со Добро, готово те разбирам, готово, супер, фала. со Елена. Се шалам во секој Да. случај. Така, извини, не сконтав за која точно се работи, Вера. Не, гале, се шалам во секој случај, продолжуваме понатаму. Вера, ме интересира за твоите почетоци, затоа што е многу тешко да почнеш во Македонија, се занимаваш со јавна работа, дали се наоѓаше некогаш со некои негативни коментари, со какви предизвици си имаш соочувано во твојата кариера, со непристојни понуди? Па да, ова јавна работа нели некако е таква сама по себе и носи некои такви предизвици или било што се слушаат секој пат и добро и лошо, ама и добро е тоа што не може само некој да кривуваш ли за тоа нашиот општествен систем? Што е така? Тоа се случува секаде, еве. Јас навистина на истекот на годините имам соработници надвор од нашата земја и сум работела надвор од нашата земја, значи тоа се случува секаде. Едноставно таков е јавниот живот во однос на оваа професија поврзана со медиуми, телевизија и така натаму. Ништо, Владо Јаневски вели за 3 дена се поминува, така да тоа е тоа. Поминува ли ке Вера се за 3 дена? Во однос на сето она кое што кажам, да, па мора и ако неодамна имавме на гостинка актерка која што вели доколку сето тоа го чуваме постојано во себе, во однос на го чуваме и го негуваме, не можеме да продолжиме. Меѓутоа оваа професија како што кажав, си го носи и убавото и позитивното и негативното. Ќе слушнеме се и се. Некој пат малку повеќе можеби допира, знаете во кој контекст, со тоа што имаме дома семејство, деца, родители. Јас сум мајка каде што на социјални мрежи или не мора ни на социјални мрежи излегле
во школскиот двор играат едно друго, слушнале од другите деца што зборуваат дома нешто, ќе се искоментира и може и негативно тоа да биде. Тоа многу повеќе да речеме допира до нив и на тоа сме тогаш малку по-неимуни, бидејќи тие не знаат да се одбранат од тие работи, па така на некој индиректен начин може и да не допре, да речеме малку повеќе, што на крај на денот не сме камен, нели, луѓе сме и ги делиме истите проблеми што секојдневно ги имаат сите луѓе. И јас сум родител и мајка, имам тинејџери и проблеми како што и секоја друга мајка ги има. Јована и Андреј се колку години разлика? Андреј се 2 години се. Разлика е оваа година Андреј е полуматурант, сега размислуваме во однос на средното училиште каде ќе оди, каде ќе продолжи понатаму. Јована има 12 години, 6 ќе биде 7 одделение, така да и таа влегува во пубертетот. Таа игра одбојка, Андреј игра фудбал. Добро, Јована е посрамежлива како што знам. Да, Јована е малку посрамежлива, но еве почнува сака со мене да доаѓа на настани, на представи, беше сега со мене на Златна Бумана, ги издржа сите сати, иако нели малку подолго трае, меѓутоа тоа е во оној сегмент каде може нешто кога ќе се извади од контекст, каде што може негативно да се искоментира, што е и очекувано, не може да очекуваме само позитивни работи, да на таков начин индиректно нешто недобре. А со текот на годините во сето она се справам и очекувам. А не сакам, па секој да ме сака. Добро ми малку да... Па не може секој да те сака. Не може. Како и ти што не може секој да сакаш, така ли е? Така е, да. Едно време го отсака твојот поранешен сопруг, ќе збориме за таа тема кога рече дека Јована ќе издржа сатите во Златна Буамара, како го издржи вашиот развод? Како го поднесе вашиот развод? Јована? Да. Одлично го помина. Можам навистина да кажам дека многу често ме прашува да речеме некои мајки кои што се наоѓаат во таков некој процес. Јас во тој дел добро го поминав со моите деца, и со Андреј и со Јована. Андреј може би малку повеќе некој пат од време на време знае да се наврати, да каже и да се потсети на некое време кога сме живееле сите заедно. Значи недостасува дефинитивно Игор. Нема зашто да и недостасува, бидејќи тој е присутен во нивниот живот. Да, не појдат таму ваму, така да, секојдневно. Значи ние имаме одлична комуникација, децата на неделно ниво се скоро секој втор ден со таткото се гледат, особено Андри сега со фудбалот и со тренинзите. Татко му го носи на тренинзи и нема зашто да се недостасуваат еден на друг, бидејќи се во постојана комуникација, не само да речеме телефонски, туку и во живо. Апсолутно, да, разбирам. Поминуваат време заедно, така да тој дел во однос на родителство, во смисол на мајка и татко, недостаток, мислам дека моите деца навистина се среќни дека не им недостасува тоа. Браво, тоа е успех за вас двајца како родители, но знаеш како немаме Инстаграм рубрика и сигурно како дефинитивно тука си повозраст од сите и си навистина многу и поискусно, знаеш како функционира нашиот народ, ние сме воерски народ и многу прашања добив на Инстаграм рубриката. Зошто се разведовте со Игор? Мислам конкретната причина нашиот народ сака да ја дознае. Да, нашиот народ е секојаш подготвен за некоја трач рубрика, морам да ги разочарам, бидејќи навистина ја немам. Ние едноставно се разликуваме во однос на работа или во однос на поглед и на дополнување, во однос на подршка на партнери, размислување што ништо не е погрешно да речеме. И едноставно имаме едно интервју кое што од недоодамна пак почна да се врти, каде што одговорот на прашањето зошто едноставно кажам не го сакам и тоа е тоа. Не го сакаш? Да. Дали причината за тоа што не го сакаш беше тоа што ти има изневерувано? Немаме таков случај, јас ти кажав, значи навистина не можам да дадам таква некоја нота на она кое што верувам дека со нетрпение или со возбудливост гледајќи оваа емисија ќе сакаат луѓето, меѓутоа ние немавме воопшто никакви такви проблеми во однос на неверства и во таква некоја конотација. Просто престана да го сакаш. Да. Љубовта исчезна. Па да, затоа што едноставно погледите во однос на понатамошниот како би требало
требало да функционираме и целата организација во однос на семејство, деца, работа, каде што јас 10 години поради децата додека беа мали, сакав јас да си ги гледам, не сакав даделка да ми прераскажува кога моето дете што направило во текот на денот, јас сакав да бидам присутна и дадов приоритет на тоа и повторно би го направила, но меѓутоа после децата едноставно порасна и сметав дека е време да се вратам повторно, нели, да се работам. Тука имав малку некои несогласувања околу тоа моето враќање, дали треба вака да биде повторно во јавен живот и едно друго и јас одлучив дека треба да се бидам јас, бидејќи тоа сум јас и дека така треба да го правам. Треба да постоиш дефинитивно нашава естрада, која година влезе во Канал 5 телевизија во украинската програма? Кога почна пандемијата. Да, веќе сум, веќе сум, еве, 4 години. Да, 4 години, да. Годините твои нема да ги откриеме, а навистина изгледаш предобро за твоите години. Благодарам многу, да, ти благодарам многу, но и тоа е може на некој Добро, како држуваш со таа фигура? Не знам дали ме памтиш, ние бевме лани, ако точно памтам, некаде во мај на една прослава, ја бев со твоите колешки, пошто со нив се дружам од Канал 5, навистина изгледаше бомбастично. Бомбастично. Многу. Па не е лесно. На Роберт, твојот колега му се дигна адреналинот, го приметив. Да. Не е лесно и бара многу посветеност, особено со текот на годините и мора да се внимава. Онако што ќе каже дека никој не внимава во однос на исхрана или ова, мислам дека не е баш така. Како се исхрануваш? Како се храниш? Па се трудам да се хранам здраво. Не дека не си каснам Пороци имаш? Пороци дали имаш? Немам, не пијам алкохол, не пушам, сладко избегнувам, онака што се вели од роден ден на роден ден. А зашто, Филип, за тебе некоја благица напишала дека си користел некогаш во животот друга? Не. Добро, јас само кажувам да ги спочитувам нашите гледачи. Никад немав користено дрога или скрос не пушам, јас цело време идам на фитнес тренинзи 5 дена у неделата, така да ништо од тоа скрос. Информација која што сакам Знаеш зашто може да еве тука доаѓаме повторно ќе изгледат. Сега тој вака како што изгледа тетоважа, мингуша кој што е стереотипи, да. Суканиците порано кога ги носев тогаш имаше баш предрасуди, ти си ваков, ти си таков на граница. Кога ќе проаѓав ме тресе, ме задржува. Ете колку некој пат изгледат вара, што би рекол народно, нели? Така скрос. Да, апсолутно. Кажи ми все вака, Филип, твои 5 модни лекции што секој еден млад дечко треба да ги знае. 5 модни лекции. Тие слушајте. Нема да се гледаш, јас цело време сум во црно, тука нема утка. Така да мора да имаш црно скрос, мора да се одржаваш, мора да идеш на фитнес, мора да се храниш здраво, за да идеш вака. Така да, тоа е општо, немаш некој 5 многу да набројам и секако да си посветен сам на себе пред се. Да, секој треба да го почитува и да го негува. Да, грижата. Верувам се тоа прашање, ама во однос на девојките, 5 модни лекции за секоја девојка што треба да ги знае. Па да се раководат на висина од стручни лица во однос на некои работи и совети кои што ми ги кажуваат, односно на соработниците кои што ги имат и кои што се, да речеме, тоа име работа, не нешто што може би го виделе некаде на Инстаграм или на социјална мрежа. Да се повторуваат, знаеш, да се копи-пейст некако. Не, многу има што се повторува, да. Во однос на сето тоа кога станува збор за јавен настап, да сепак остава доверба дали е тоа фризура, шминка или друго, без разлика што ќе кажавме, ќе биде коментирано и вака и онака, меѓутоа во однос на Кога сме љубавината Вера, се доврши само ми текна пошто видов во прашањето од сценариото, една наша гледачка направила нешто навистина бомбастично. Твојот изглед го споредува се на наша марокенка која лично ја познавам. Да. Со Ангела Василевска. Вака го... Дека многу си личите, вика. Да, тоа сум го слушнала, ја познавам Ангела, имам видено на одредени случувања и настани. Па можда, да. Да. Ова е веќе стварно врв која видов. Ангела. Да, имам слушната тој коментар. Па убаво, види, ова е чест за мене, кога младите се споредуваат со вас, вела дека личат на вас, значи дека ве сметаат како пример, како идол, што би сакале во животот да го постигнат или да изгледаат, и кога ќе се остварат и како мајки и успешни во својата кариера, и навистина ете, кога сме кај убавината, тука е таа одговорност
одговорност која што сите ние кои што сме дел од јавниот живот ја носиме. Круната е терет на некој начин. Апсолутно. Но ете, гордо ја носиме, бидејќи одговорност и како јас и родител и мајка, да оставиме еден онака печат кој што ќе им биде навистина мотив на убав начин да ја користат убавината, да се реализира, да бидат дел од јавниот живот, но на убавина со цел во однос на сето она како што нели доликува достоинствено и сето она кое што сакаме нели да го направиме за да оставиме трага. Ќе се сложите со мене, Филипа, ти конкретно како машко, убавината е сепак пресуден фактор, нели, за љубов, покрај сите убави внатрешни карактеристики. Јас ќе се успелам сега да искористам оваа прилика да те прашам во каков емоционален љубовен статус се наоѓа Вера моментално. Дали сум заљубена, сакаш да ме прашаш? Дали имаш дечко? Просто казано. Секој пат сум заљубена во однос на статусот на скоро сега секој пат тоа ме прашуваат. Немам сега некој конкретен љубовен статус затоа што кажав не дека нема да го имам или не го посакувам, меѓутоа во моментот Го посакуваш? Аго зошто не? Љубов секој посакува љубов, меѓутоа јас во однос на тој дел во моментот имам приоритет малку на некои други работи, ангажмани, како што кажав, син ми е на една прекретница каде што повеќе морам да се посветам малку на тоа. Да, сега прва година средно, Се си бара некако свое време и место. Така да во поглед на тоа мислам дека уште малку ќе ми дојде време и за тоа. Така е, се уште си млада, апсолутно тоа е точно. Филип, во каков љубовен статус се наоѓаш ти? Јас ти? Да. Па добро може да кажеме што тазе заљубен. Тазе заљубен, ќе ми кажеш во така. кого? И зошто? И како? До таа љубов? Па не знам, онака беше спонтано се, знаеш. Јас кажав и Порше да имам со тортинетка да имам по тебе. Браво. Така да Убаво е тоа неќам спонтано. да. Ја би сакала спонтани работи мене да ми се случат. Често пати Не, ти се не бавите дефинитивно. Ние- Да, често пати од приселите леле има овој те свиѓа, нели помодерно е сега младите велат те свиѓа, овој те свиѓа, оно едно друго викам. Не, овој бе луѓе местенки. Остајте судбината ќе ми донесе. Така се надеваме дека ќе биде што побрзо судбината, нема да кочи како што нема да кочи ми ние. Се враќаме за брзо, одиме со кратка реклама од нашите пријатели Love Guru и се враќаме за брзо. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Се враќаме назад, дечки, како сте? Одлично, супер. Да, ќе ги спочитувам уште Морам да ти кажам нашите. дека малку поразлично ми е ова интервју и така. Да, скроз. Да, интересно, фала ти. Фала ти на тебе Со што друга дојде. енергија. Фала ти на тебе што дојде. Филип, ми интересира сега дали ќе ми дозволиш да ги спочитуваме нашите гледачи со одредени прашања кои што ги интересираат за тебе. Може сега. Иван прашува колку години имаш и што си во хороскоп, откривме дека си риба за годините. Риба 25. 25 имаш. Да. Леле, Филип, 25 имаш. А дали знаеш колку имам јас? Не Мислам, знам. сега Колку тргна. имаш, Давид? 21. 21, леле. Јас ако тргнам брада ќе имам 15. Јас затоа не ја тргам, брат. Скроз. Магдалена е интересна девојка која што многу не ја познавам, но гледам дека цело време пишува и за Вера пишуваш интересни работи. Да. Да, пишувам и за сите мои гости дали исплатливо да си модел и колку пари има. Колку пари има? Види, устранство може да, пошто тука само работиш за компензација, претежно пари нема. Знаеш, онака само што ќе добиеш, ете. Ама види, се е награда, се е плюс, така да јас сум задоволен со малку. Добро, Не знаете што сум- сте инфлуенсери, тоа е добра карактеристика за тебе, си исплатили тоа
обично сакат ли фирмите компензација или плаќаат? Да, како што кажа Филип, зависи Да. која компанија. Постојат и така, компензации, постојат и некои кои што се целосно Што повеќе пита да Но се уште мислам дека кај нас во однос на тој инфлуенсинг кој што го гледаме што се случува надвор, да само тоа ти е професија, не може така да функционира. Така е, тешко е кај Бидејќи нас. кај нас и пазарот е мал, мислам дека и тоа допринесува многу во однос на оваа работа и буџетите се тие кои што се. И поради тоа оваа работа не може да биде примарна, само секундарна. Така, И на така, некој скроз. начин за тоа е полупрофесионална. И се си носи своето. Од друга страна, кога ќе помислиш ти мора да платиш и на задно кога ќе идеш мора да платиш градерова, така да тоа ти еден плюс. така е. Тука го немаш Се има свој. Да. Каков замав е ова со следното прашање, беше многу често. Кате прашуве, Кате оздвоивме, дали Филип е геј? Не. Па сега човекот каже дека е емотивна врска. Мораме Со девојка, да Мораме да ги разјасниме. почитуваме, да. Така. Не се љути, сепак мораме да ги Не, почитуваме не, нашите тама гледачи, работа тоа е сега, фала и Богу. наша работа. Вера ме интересира што најмногу тебе знае да те изритира, да те нервира, да те извади од кожа, наратки кажано. Па добре, таа некоја неправда или некоја вадење од контекст или така, меѓутоа Најгадна, така ќе се изразам, неправда со која си имаш соочено во твојот живот. Да сето тоа што се вели со текот на времето и оваа работа сум оттрпнала, меѓутоа кажав, она кое што кога најповеќе се поврзано со семејството, со децата. Кога нешто со нив тогаш да речеме најповеќе можам да изреагирам во некој таков да сум нервозна. А или некоја така. неправда која што за жал е нормална во Македонија, во нашиот општествен систем, дали ти си има случајно нешто да речеш, аман веќе ми е смачено, дали си се депримирала во такви моменти? Не. Па, Во да ти е, нешто браво. не, јас сум непогрешлив, како го викаат, сум чисто пати до душа и те коментарите, дека сум позитивна, без Да. разлика на се, затоа што мислам дека само плюсот може да донесе до било каков па излези од некоја негативна ситуација. Животот е таков, со најразлични амплитуди, и минуси, и плусеви, и не е рамна линија која што носи се, но јас сум позитивна и во некоја негативна страна гледам тоа така со позитивно, со насмевка да го поминам, затоа што сметам дека кога отидам во минус, дека никако тогаш нема да можам да поминам и да одам понатаму или да размислувам што така да вистина гледам од тој агол, сакам и се трудам да го гледам од позитивниот агол, па дури и некоја негативност. Фигуративно гледано Во однос сега. на нешто така да речеме јавно што ми се случило, некоја Аха. неправда е поврзана со изборот за убавина 1996 кога бев во Индија. Тогаш моето име на екранот едноставно не беше напишано мис на Македонија, туку излегов под мис на Југославија. Стварно? Бев нападната од нашите новинари кога бев тука, но тогаш немаше социјални мрежи, ја не знам дека тогаш сум излегла, али не е ни моја вина, ни кривица. Па Македонија 5 години тогаш веќе била излезена од тој сојуз. Да, не знам зашто тоа така се случи, веројатно требаше некој друг да реагира во однос на тие работи, ја не можам и да учествувам и да знам што се пренесува и како сум подпишана. Но ете да речеме така некоја нелагодност која што од поголем некој размер кој што ми се има случајно со медиуми. И она кое што нема нашите можност да го видат, а да ги имавме овие социјални мрежи, бидејќи тогаш јас мис на светот се случува во живо. Првата вечер се случува како генерална проба, но се случува со публика. Да. Се е исто. Генералната проба е всушност изборот, само и се вика генерална проба, а потоа наредниот ден е worldwide да емитувано и се случува истото го гледат, но веќе ние од претходниот ден знаеме се. Криво ми е што, мислам криво условно кажано, но ете, да тогаш влегов во првите 5 избранички кои што беа на мис на света. Потоа таа година победи мис на Грција, беше мис на светот. Зошто не имавме со нив тогаш спор со името? Да. Дали е тоа Значи некоја тебе ти била тентешка стацијата Дали тогаш? е тоа некоја друга позадина поради која што бев Се е тргната, можно, да. па сменето има на Политизирано екранот можно е, да. и се. Но не знам, ама ето.
Тоа да речеме нешто што... Како си ја кажеш ова со наспевка, искрено ти се дивам и на вистина човека може да научи многу од тебе и на вистина сум среќен што си дел од оваа емисија. Ќерката на Јохан Тарчуловски и Сонја Тарчуловска, Меланина прекрасна пеешка која што ми гостуваше со Перено Каут пред известно време, прашува вака: Вера, како Вера се снаоѓа со една невоспитана нападна бранша на луѓе, се извинувам, кажи Јагушка. Во однос на утринската програма. Па нема што да се справи. Тоа видеото расшири, да. Да, видеото утрински кога... Дали смееме да го погледнеме тоа видео? Може да, секако. Добро утро. Ало, Добро утро. добро утро. Повелете, вие сте во програма. Добро, малку расшири ги мржињата за ти ги видам. Добро. Да, ете, и тогаш се насмеав. Мислам дека Да, примети... да. Мислам што утрински да... Нема што ќе каже тогаш. Нема нешто се каже. Да, тоа е прашањето кое како се справам. Па немам ја што да се пренесам ја таа која што е невоспитана, веројатно. Така Тоа е. можам само да се насмеам, што друго да кажам. Скроз. Што друго да искоментирам. Мислам Сувишло дека е. е несоодветно во односи на годините кои што господинот ги има, во односи на темата и мислам поентата не ја разбираме сите со здрав разум кои што го слушна и го гледа тоа видеото, меѓутоа тоа е тоа кое што го зборувам, тоа се медиумите, ќе се случат и такви работи. Може утре нема да се случи некој да каже тако, може утре некој ќе се јави ќе ме опцуе, може утре некој ќе каже нешто друго и се случи и окей, тоа е тоа. Татко ми пишал прашање, да го поздравам Срđan братке, се Да, познавале, да. Да. Имате и кафич? Да. Джин бар, првиот джин бар кој што е на руфтоп во Чаршија. Од неодамна, неколку месеци тоа случајно излезе нешто така, да душа и брат ми го прашав, ете Срđan бидејќи татко ти го Да, се знае, да ми пишал. Да, и брат ми имам негова поддршка во однос на тоа, тој е вклучен исто така со мене во тој дел и ете, не пробуваме нешто околу тоа. Јас Чаршија често пати ја посетувам и како дете, фолклорното друштво Орце Николов ми беше сместено токму кај полициската станица во старите бараки, откако се изгради новиот објект. Така да и во моментов и нив ги поздравувам, така да често пати бев дел од Чаршијата и ми е така некако убаво автентично место за Скопје. Ти буди емоции, дефинитивно. Да, и една од не знам колку наши гледачи навистина мораме да си ги цениме тие традиции и богатство, бидејќи нашата скопска Чаршија, исклучувајќи ја Турција и Истанбул, со нив они се милиони, не можеме да се мериме, но со сите оние стари градови во бившите ју простори и во Европа, навистина можеме да се пофалиме, бидејќи скопската Чаршија е една од најстарите и најголема. Така да треба што повеќе самите себе да си афирмираме, бидејќи нема странец во држава кој што не доаѓа сепак да не појде да не. Апсолутно си во право и тоа треба се негува. Ме интересира за некоја твоја одлука дали се каеш во животот, дали мислиш дека некоја твоја одлука била погрешна? Не Во се одреден кам, момент. да, во одреден момент не, но она кое што можеби похрабро би го направила, ете повторно е поврзано со изборот за мис, бидејќи јас тогаш од Велика Британија добив од World Modeling and Film Corporation, една од најдобрите академии за модели, глумици, каде што има завршена Кетрин Зета-Джонс, Хју Грант и така и натаму. Ми дадоа стипендија, ме побараа да одам во Лондон и да учам таму. Но јас некако моите родители не се од тој свет. Бев 4-та година во Корчаген. Смета тогаш во тоа време, па ајде сега кај ќе одиш, седи си тука, добро ти тука, Што си имаш сигурно, се, сигурно. што си сигурно. Можеби ете тоа да речеме, некако би го сменила или пак доколку моите деца денеска добијат таква некоја шанса, наместо доколку тие се размислуваат да не пробаат, јас би ги охрабрила да отидат, Тоа е реткост. затоа што дома си е дома и не им бега, секој пат имаат кај да се вратат, може да се вратат, меѓутоа сепак да одат, да пробат, да видат, па да одлучат тогаш дали сакаат или не сакаат да бидат дел од тоа, така. Браво. Филип, дали како реагираат твоите родители кога почна да се немаваш со оваа работа? Ова е малце и потешко прашање, пошто јас искрено и сам сум израснат. Така да немаше тука кој многу да се меши коментира, така да сам сум во се до сега. Како успеа?
Па така што многу се трудев, многу работев, особено работев на себе. Тоа го кажав и преходно, многу е битно да се работи на себе, да знаеш што сакаш, да имаш цели. Тоа е се. Онака, имаше многу падови, тешко е, скроз е тешко, но ето, тука сум. Оние стереотипи, преска зборев за таа тема, оние например стереотипи, например, ќе ставиме пип, ако некој каже не може например да влезеш тука да работиш со овој бренд, ме разбираш. Ти се случило со некои стереотипи, например, од зборот Да, постојано и ден денеска, тоа е факт и многу ми е криво што ние што треба баш да се истакнеме, ние седиме у сенка додека некој, дали на некој или нешто цело време се тие се моткаат. Така да некој направи баш на артисти... компарација помеѓу Македонија и Србија. Каде е подобра? Да се Искрено Србија е ипак знаеш Зашто е Белград е поголем милионски. пазар или подобра е соработката? Поголем пазар и ценат. Знаат да ценат и соработниците и знаеш тука веќе имаш ап. Може да тука си, напредуваш, може да цело време апгрейд. тапкаш у место, од таму до оваму и ви велам, нели, цело време се тие исти фаци што ги гледам. Тука нема освежување, знаеш. Да, нема освежување и мислам дека не се ни дава шанса, единствена Не се телевизија дава која дава шанса е Канал 5 и поздрав. И браво за убавите одговори. Во секој случај, за да видиме дали овие одговори ќе бидат убави, ќе играме една интересна рубрика, една интересна игра, се вика Готово. Сум или не сум. Малце да запознаеме подобро, овие прашања никој ги нема поставено. Готово. Не дека се нешто безобразно, туку се можеби само малце по-отворени. Вака сега вика, дали сум се забавувала со постар особа од мене 10 години? Да. Како беше искуството? Искусно. Како? Не, дали е подобро да се забавуваш со особа која што е постар 10 години од вас или помлада особа? Дали е подобро? Да, кој е повеќе се свијат, постари или помлади мажи? Дали е подобро или понедобро. Веројатно е до личностите. А какви мажи се свијат повеќе, постари или помлади? Ни така, средина. Зависи од искуството. Средина. Средина, значи Да плюс 5 или минус 5, тоа е некој оптимум, мислам, каде што би се... Нормално. Би се движела, нормално, да. Океј. И убави одговори. Вака сега. Интересно прашање во секој случај, но ова прашање може да звучиме како мотивација за младите луѓе пред 18 години. Сум имала однос пред 18 години. Веројатно знам дека тебе првиот бактеш ти беше на 17. А Така ти многу информации имаш. Да, не сум имала. Редкост во секој случај, редкост. Филип? Сум имал. Добро, ти си машка. Па, така, се деси. Се деси случајно. Се деси. Сега. Скроз се деси. Вака сега, барем еднаш ми се допаѓала пријателка на мојот сестра брат. Не. Не, скроз. Добро. Да. Малце бидете пообширни. Океј. А дали некој ви се случила нака нормална симпатија кон некоја наша естрадна личност, дали сте имали некогаш во животот? Не. Во смисло, пошто сега прашање ги поставаш во контекст на емоции. Симпатија како Симпатија. визуелно. Дали ти се свиѓа, например, еве, кој е наша естрадна јавна личност, мушкарат ти се свиѓа најмногу? Кој ти е вака најбав, најшармантен? Па, Владо Јаневски, мислам дека е он нашиот Здравко Чолич, ако можам да кажам. Со Дефинитивно годините. 10 години до она важи постари маж. Да. Не, од помладивите Тоша ни беше тука кој што беше прекрасен, беше сега веќе нешто не е друго. меѓу нас. Од нови исто пејач има многу, сега скоро не беше гостините Виктор Апостоловски кој што ни е од Битола. А во петокот. Да. Значи многу има на естрадата сега. Убави, симпатични, убави, да, симпатични. Лозано е тука кој што си има тој срамежлив некако таков стил, Шмек. меѓутоа да, шмек си. Повлече. Значи има многу, да. Фичо, извини. Ти дали имаш? Мора да биде Македонија или... Да, прилично Македонија секако, Македонија сме. Так. Имаш некој што ти се допаѓа онака? Па не. Што ти убаво? Чекај да видам сега. А многу ги има кај нас, па сега треба да размислуваш кој си. Тоа, да, сега, искрено не сум размислувал на... Кажи ова. мера доволно, може ли така? А не мора да бидат пејач или било? Не мора, од јавниот живот. И знаеш дека тешко ова. Немам искрено, немам нешто Добро, посебно, значи скроз. ти нема симпатија, сакаш да кажа дека сите се ружни, добро, да? Не се ружни, тама. Секогаш јас прва стартувам кога ми се допаѓа некоја.
Дали се случило, Вера, ти си женска, дали се случило, например, да се допаѓа некој се, зборам како помлада, Добре. да започнеш ти да го стартуваш? Па не сум имала време, стан постојано има некој кој што ми се додорува. Да. Не сум може Немаше да довидам можности. до таков момент, може би јас да направам такво нешто. А си одбила дали некој имаш? Да се... Многу. Кој бил онака најдосаден кој што ти се пуштал на, така да се изразиме на селјачки начин? Немам појма. Како бил тој начин? Мала! Сигурно негде пие некој. Да. Тоа, да речеме, кога сум била ете во средно, или на факултет, кога сум излегувала, јас за душа, па и на студии, кога бев, едно малку чудно време беше тогаш дека студирав во Белград, дизелашко време се викаше, и тогаш доста од црногорците беа присутни во Белград и беа онака мала, Високи. ти си са мном, ако не сум така малце некој чуден однос кој што го има. Мала ти си сам. Да, и сега не е важно дали го познаваш, не го познаваш, не е друго, меѓутоа ако некој те свиѓа, автоматски доаѓа и ти вика ти си са мном, што е нели no sense, али окей. Тоа е така нешто интересно, што би можела да кажам. Интересни одговори. Ми интересира вака сега, дали некогаш во животот имате излажано, барем еднаш, дека сте настинати болни со цел да не завршите нека активност во текот на денот? Например, не сакате да завршите ве мрзи, настинат сум и така натака. Па, како бела лага некоја да, но не. Така во контекст да не ја завршам, него конкретно можам да кажам не ми е денот. Значи не ми е денот, не се чувствувам Скрос. добро или не можам. Дали може да го одложиме, па сега ако не може да го одложиме, окей, ќе се заврши, меѓутоа не. Да, Како јас што кажам, искрено- луѓе сме, не сме, искрен сум не многу. сме од камен Така е, и на така е. вистина си го кажем едноставно, особено ние жените имаме често пати Да. и со колишките коментираме, нели, ние жените во даден момент пред циклус, под циклус и во текот на месецот, ја не знам дали 5 нормални дена имаме. Но Но со твојата позитивност јас верувам дека сите 7 дена ти се онака во нормала. но да, на некој начин, ете, како што кажав, не сме од камен и ако не ми е дедното, едноставно замолувам, си кажувам, И јас не се исто се чувствувам извинувам. исто, се извинувам, дали можеме да го, едноставно денеска не се чувствувам баш дека дека е сензитивна е нашата работа и навистина, ако е снимање и фотографии, било што треба да дојдете, треба да зрачите, треба да дадете енергија од скроз. себе, енергија да дадете. И не е едноставно секако тоа и сега доколку вие сте малку и поднастинати, тој ден не се чувствувате добро, значи подобро за сите, али добро. Некој пат се неодложни работите, секако најпрофесионално ќе се сработи се што е поврзано с Што содржи чантата или таштата на Вера? Што има во твојата ташта? О, се што? Како спорт били? Например, Како спорт били? спреј за очи, пиштол, Тука ми се слушалките за Оние студио, малени секој пат пиштол. со мене, картичка за снимање, не 24/7, Ти него носиш картичка за снимање? 365, да, пошто надвор од студиото сепак снимаме и прилози во одредени денови. Браво. Значи тоа е нешто без кое што никогаш не излегувам, значи овие што се слушалки за во студио и картичка за снимање се не 24/7, него 365 дена со мене. Нормално паричник, шминка обавезно со мене, нели клучеви, новчари за сонце. Тоа е нешто парфем, нешто без кое што да речеме нешто не минимално, тоа без тоа не излегувам од дома. Да. Филип, ти? Јас парфем, крема за руки, Да, тоа е исто, и креме мора да има, мора. апаратот си го носам најчесто со мене, телефон мора да биде тука Да, присутен цело време. сакам Да. алудирав. Дали цело време го носиш со тебе? Па претежно, Дали да. денеска го носиш? Да, тука е. Може да направиме некои слики после. Може, тука е Топ, во ќе ранец. направиме. Тука е во ранец, добро. Ќе направиме слики. Вера, прашав, сакам тебе да те прашам што најмногу тебе те онака за да ти извади од кожа. Те прашав за неправди, ама онака. Скрос неправда, да. Јас сум против тоа, многу мразам неправда, мразам насилство, такви работи. Тоа ме вади скрос од такот. А Онака во да нашиот систем, дали политичарите се поголеми звезди од естрадните уметници или луѓето од јавниот живот?
Па не. мислам дека им се дава медиумски поголем простор, а не Тоа дека сте се вие криви. поголеми звезди. Па не сме ние утринска баш можеби. Да, ке вас, да, тој е исклучок, да, тој е исклучок, но Даваме доволно простор во однос, мислам, на сите, особено и на нови уметници наши кои што се дел од естрадата или било што, дека генерално гледаме сите да се застапени и на различни возрасти, иако не можеме да ги заборавиме оние кои што имаат позади себе навистина ке нешто Голем што трак, така е. голем трак оставено, меѓутоа исто така и на оние кои што нови ни се појавуваат на сцената, без разлика дали од актерството, филм, фотографија, музика и така натаму. За жал, неизбежно е и политиката. Вклучени се тие. Но сметам дека ни фалат емисии дополнителни од ваков карактер, од емисии од културата, Така, пошто скроз. музиката, Јас ти имам одговор на ова, но нема да го дарам сега. Нема да го дарам Цело сега. време гледаме тоа, политика, Да. серии, реклами. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Се враќаме назад, Вера, би те замолил да го ставиш ова на твоите очи. Ја, тоа па ми одговара. Ти одговара со стайлингот, да. Ова што е поентата на играта? Затоа што нели ни кажуваше за твојот живот и дека не си храбра и дека сакаш да запознаваш и нови работи и Сега така па ти се натаму. фати одма за тоа. Одма се фати. Јас сум рак во хороскоп со познак Што си јарец. ти? Рак со јарец. Јас сум конкретен. Син ми е рак. Да. Што е упознак? Не знам познак сега што Израчунаме, мислам. ќе видиме. Ќе израчунам. Добра Сите сега. генерација ви имам. Овој Филип може да ти помогне. Можеш Филип, ли да- себе заборав да Сепак. прашам на кратко само што би направил ти ако си председател на Македонија? Додека јас ги ставам овие работи на маса. Па нема што да додавам нели на Вера што кажа, така да стојам на истиот став, ете. Културата треба да ја заекнеме. Чека, што се овие се? Вака сега, што е поентава на играва? Имаме тука различни тегли, внатре во овие тегли има различни производи, за да се кажем субстанци. Производи, не може да откриеме сега што тоа е поентата, а Вера треба со мирис, како нешто ново е да го истражи во оваа емисија, да погоди што се овие работи според низиниот чувство за мирис. Дали може, Вера? Да пробаме сега. Ајде, Филип ќе ти помогне. Што е да сега тука сме, на гости сме, Да. што ќе кажеш? Сега, Ќе ти помогне Филип. Ова е на кисело нешто. Оцет балсам. Да, така е. ако Така е. мириса ова. Тоа е поентата. Да видиме, Вера сама си каже сака да истражува и така. Така добро, во ред. Ја чував играта. Ајде да видиме Само баш да не ова си ме измешаат интересира. се. Не, Чуш нема што ли? смешат, не, ова е сосема друго. Ајде види сега ова. Да. Чекај се. Ова е потежок нека чекај сега. Ова е нека бела пича за пак мириса нешто чудно таква, не знам. Дај уште еднаш ако сака, може да се откажеш ако сакаш. На боја мене ова ми мирис. На еукалиптус ти мириса. Еукалиптус е во секој случај. Еукалиптус, Да. Океј, да видиме што. Аха, ова е интересно. Што е сега? Уф. Ова е некој тежок ли мене што е сега? Ава е лук. Да, а можеме да го дараме. Све е шубав ако сакаш, не е проблем. Одиме до последното. Се размириса ова скроз. Да. Не, ова. Ова е заче некој. Дали куркума, дали овој На крај. жолтиов кари. Така е, браво. Аплауз за молам.
Вера, тоа е тоа, ако ти убаво удобно со таму да се го носиш. Не, да така изгледам ја. Но ако тоа ти е ночи, дефинитивно не можеш да видиш што ќе ти дареме ние од нашите спонзори Сјора, револуцијата на органската козметика во Македонија, македонски бренд. Жал ми е што моментално си соло, немаш партнер, а дефинитивно може да си поминете одлични имате и сапунчиња да те мачка, но Ала ти? зашто да не можеш? Еве ќе се Сега најдеш па ќе си ги пробам. Да, ќе си ги пробаш. Филип, или вистина без? беше чест што беше Ти во благодарам. оваа емисија, сада ќе се дружиме и понатаму, не се надам таку сигурно. Ова е Сиора, ме интересира ова на кога ќе го дадеш? Чека, ова е за... Ова е за жени. Окей. Уф, па ќе Види, зашто да не го користат и мажи? Можат, но Главно главно се користи, се може да го користат и мажи и жени, така да, Да. унисекс. така е. Апсолутно е тоа Ќе така. видам, денеска ќе размислам мислам дали дека сакам да го од дадам. производите, голем број од производите почнаа да стануваат унисек, пошто мислам Да, сапун, врска, машки, окей, да. женски, веројатно сапун има некои работи кои што... Добро, види, Повеќе порано маркетинг трик, сапунот можеби. порано, например, Добре, веш, тоа е разлика помеѓу машки сапун и женски сапун. нема разлика. Има разлика ако си во затвор со машки сапун, ако ти падне сапунчето на земја. Тоа е друго, тоа е тврд сапун. Love Guru, продавница, онлайн продавница за играчки за возрастните, понудуваат, ти подаруваат, се извинувам, ваква секси гардероба. Се надам дека би ја користела. Си носам ја стално. Да, си носиш. Па да, Баш зашто ми да е не? кеф што е тоа така. Навистина одлични производи имаат Love Guru. Тука имаме и флаерот Love Guru. Навистина ова е многу битно за женското здравје, нудат различни производи за женското здравје. Вера, ќе искористам оваа прилика да прашам за женското здравје, како ти се грижиш и што мислиш за женското здравје? Мислам Воопшто. дека е многу важно, дека секоја Ове ли? девојка жена треба да се грижи, треба да ги почитува препораките кои што ете лекарите постојано со најразлични кампањи ги спроведуваат, особено во месеците кои што се означени за тие кампањи. Секоја година во однос на гинеколошки прегледи, сите оние испитувања поврзани со гради, мамографии, сите она кое што треба да се прави тој систематски годишен преглед, без разлика дали имате проблем или не имате, дека треба да се почитуваат да се прават, јас редовно ги правам. Браво, аплауз. Love Guru ме замолија. За дигање и спуштање притисок. Овие се за дигане и спуштање притисок. Стимулации, дефинитивно веќе тоа е нормализирана работа. Тоа е сепак уживање во вечерните часови, а Love Guru дефинитивно ви го овозможува најдоброто. Вера, ова е исто така ваучер од 1000 денари, така да можеш и да го поклониш, но верам дека ќе си го искористиш да си купиш било што од Love Guru онлайн Ти секс благодарам. шоп. И треба дефинитивно да се запрашаме за женското здравје, тоа веќе не е табу тема. Видиш, ова кој нема партнер добива пуно награди. Слушај, да се подготвам за кога ќе имам, нели? Што би купила, еве, 1000 денари? Што би купила? Па немам појма, треба да отидам па да видам се, да ме прашуваш. Не можеш да отидеш онлайн се, но онлайн се? онлайн Добро. продавница за играчки, Да. за возрастни, Е, така па да. еве наредниот пат кога ќе дојдам ќе ти откриам Love што Guru сум погледнала. .mk. Да, и баш сум среќен што направивме добра емисија. Фала на сите што не гледа. За самиот крај што ќе кажете? Па ништо, еве, драго ми е што денеска бев во една малку поразлична емисија, позборувавме малку може и нестандарден разговор и супер е, драго ми е што постојат, како ти кажам повторно, драго ми е што постојат некои вакви емисии поопуштени кои што одат во етерот, да се тргнеме малку од она секојдневие, да имаме вака. Да не е некој монотонно. Позабавен, да, позабавен карактер. Така да, супер си беше ова, баш ми е драго ја што бев присутен тука, што се запознавме вака во живо. Да не сакате да отпеете, не ве прашам нешто. Што да пееме? Што сакате? Ајде да самиот крај нешто сакате да Не отпеете. знам. Она нека почне, А ти ќе довршиш. јас ќе довршам. Ама што да пееме? Што сакаш? Ака некој рефренче, која е твојата омилена песна? Ајде, што сакаш да ни Не знам отпееш? која омилена веќе, по тие омилени по емисије ги поиспеав. Сега што сакаш да пееш? Што сакаш ти? Што сакаш ти? Еве, што сакаш Вера? Може утре ќе станеш пејачка, зашто да не? Па може. Зашто да Ако ми не? даваш вака идеи. Па зашто да не? Зашто да не? Више, Беше право, дегустатор тоа стана. Дегустатор стана. Почнам со рецитирање. Имам рецитирано во студио кај Александар и Дац.
со Марин Габриловски рецина од Момо Капор и така натаму рецитираме, па може тоа рецитирање ќе прерасне. Пренесе во... Да. Па добре, Даца беше глумица, да стане и пеач, така да... Кај да знам, не знам. Зашто не? Стварно, вистина си една од најбавите жени во Македонија, тоа треба да се искористи на естрадата. Ќе докажеме сега, Вера, сакам некој рефренче да ми отпеш. Филип, ако знае песната, ќе се надобри се. А да ни го дадеш тоа микрофонот? Еве, Не, јас ќе држам микрофон. Не, тој овој. Тоа мислев. Не знам, ајде кажете некоја песна, стварно не знам дали Што сакаш, ајде? Не знам, стварно не знам са. Филип, ајде помогни. Филип, имаш ли некоја песна? Не знам. Како да е македонска може? Како сакаш српска, македонска, англиска, што сакаш? Значи вчера, како сум си поминал со девојками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7-та најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Немир што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам да простам, Зошто секој простува и барем еднаш се покајува. Ете, готово, доста е. Добре! Фала ви, навистина направивме одлично шоу. Филип и Вера, навистина може да станете пејачи, зашто не Готово е, изгледате се аутотюн. прекрасно и неслучајно ве споив. Мислам дека направивме одлична емисија, нешто да кажете во моја одбрана. Па нисто е, најголемо изненадува повторно со пење, јас се надевам дека добро излезе, ама добро, убаво и забавно Нешто беше. ќе ни се јават продукција. Да, ти реков ми рече. Баш беше ти реков ми рече. Буквално, тоа ни е поентата, може да станеме и колеги Да. според некои луѓе што ме бара задње време, но за тоа ќе збориме некогаш. Потом. Така е. Филип, да сакат крај. Ми беше мило пред се што бевме дел од оваа емисија твоја, така да се топ, излеговме малце од онаа политика, монотонија, вака, Од малце онака. комфорт зона, Така пење. да, скроз. Да, окей. Супер беше и баш ки ми е драго пак се дружиме. Дефинитивно заштовме теми кои што се и навистина актуелни и може да звучат многу мотиваторски. Фала ви уште еднаш што не гледавте, имајте прекрасен остаток на вечерта и се гледаме нареден вторник. Чао, чао од нас. Ти реков, ми рече.